Нова пешачка патека ќе ги поврзува населбите Балканска и Чардаклија во Штип. Започна активностите за изградба на пешачката патека која ќе се работи во две фази. Во наредниот месец се очекува да завршат градежните активности, патеката да биде поплочена со павер елементи, но и целосно осветлена. За овој потек општината издвои нешто помалку од 2 милиони денари. Започнуваме со изградба на пешачка патека помеѓу населбите Чардаклија и Балканска. Потребата ја нотиравме од овдешните жители кои што транзитираат на овој досега небезбеден потек. Првата фаза предвидува поплочување со павер елементи, уредување на соодветна пешачка патека, а втората фаза и целосно осветлување, затоа што овој потек е доста небезбеден, а и користен од жителите од овој дел од градот, имајќи во предвид дека станува збор исто така за влез на градот кој што е доста фреквентен и користен. Одлучивме согласно програмата изборна и согласно програмата за уредување на градежно земјиште веќе оваа година да се реализира овој проект кој што е нешто помалку од 2 милиони денари од буџетот на општина Штип, од парите на граѓаните. Освен овој потек, односно овој влез на градот, ќе се уредува и патниот правец од населбата Баби до населбата Караорман. По барање на жителите се работи на уредување на важни делови од градот, кои досега не биле реконструирани, а се користат од страна на граѓаните. Освен овој влез на градот, од следната недела ќе се започне и со рехабилитација на патниот правец помеѓу населбите Баби и населбата Караорман, кој што е доста амортизиран, оштетен. Исто така и овој потек ќе се уредува, ќе се асфалтира, ќе се уредува со тротоарска површина, нешто кое што граѓаните го заслужуваат, го нотиравме и истото и ова како потреба и очекувам, како што напоменав, овој месец овие два потези или овие два дела кои што во минатото се небезбедни делови на овдешните жители да се уредат. Во оваа прилика Јорданов посочи дека се работи на зголемување на безбедноста и за пешаците и за возачите во сообраќајот, а истовремено Штип добива современ и модерен изглед.